Може? Ајде. Хеј. Добре дојдовте, Пандамониум радио шоу број 32, втора епизода од втората сезона на Пандамониум радио шоу. Како што веќе знаете, нов формат, не идеме во живо, идеме full on подкаст, го снимаме и на видео, снимаме и аудио, го снимаме дента пред излезе, денска е вторник, очекувате го утре да излезе, односно кога ќе го гледате. Јас сум Дарко Айрис Скреч, ова мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Мислам дека треба и да го задржам и тоа е старото интро што беше. Дарко, претходната недела фидбек одличен, луѓе добро збореа, си ги надминавме онака и тие нашите двомисленици што ги имавме и не знам, ни дае само поттик за поише да тераме, идеме, константни сме, сакаме ова да го направиме уште една успешна сезона. Не знам колку ќе идеме, може ќе идеме над 30 епизоди. Но така, ова е епизода 2, тука сме да останеме. Се случија многу работи, посебно зборевме тоа, со тоа и завршивме претходната епизода. Како помина на Пинк конференција? Како ти се свиеше да бидеш дел од панелот? Кои беа темите? Какви беа муабитите? Што се кажа? Дали беше информативно и како што научи поише ти околу тоа? Пинк конференцијата пројде одлично. Јас сум многу задоволен, како што веќе кажав прошлиот пат, ја одам таму секоја година. Присуствувам, значи тоа трае 2 дена, овој пат траеше 3 дена. Првиот ден во четвртокот, кога беше отварање на самата конференција, беше Digital Day, presented by Runda. Тоа е една организација на Балканот, мислам дека со седиште во Хрватска или во Словенија, не сум сигурен, која е као асоциација на повеќе издавачки куки и музички работници на некој начин. Имаше многу интересни теми, имаше тоа што најмногу ми остави впечаток беше на предавање на човекот наречен Крис Кук од Англија, кој работи таму за нека асоциација во Англија, која е као вадат као паблишинг ньюслетер и такви работи за новости во поглед на дигитална дистрибуција на музика и за нови случувања на музичката сцена. Он имаше многу добро предавање за Spotify, односно за сите стриминг сервиси како работат, кој е ревенју моделот, како се заработува од музика, дали може да се заработува од музика и кои се потенцијалните промени кои треба да се направат во моделот на Spotify, кои би можеле да бидат подобри за артистите, за издавачките куки и слично. Тоа беше одлично предавање, иако беше кратко, релативно кратко за колкава тема обработуваше човекот. Ми остави впечаток, ја знаеш дека таа тема ја обработив многу и кога спремав дипломската. Так. Делот тие работи им беа многу познати, но он ги објасни многу подобро тој бизнис аспект со фокус на музичката сцена, на музичката индустрија, што како функционира. Може да го гледате целото предавање, односно може да ги гледате сите панели во живо на Facebook страната на Pin Music Conference. Обавезно дзирнете во тоа. Крис Кук се вика, ако не се лажам, се викаше The Digital Debate, се викаше панелот. На кратко ја кажам само дека тоа што ми беше интересно мене, не знам и дали ти знаеш како функционира, кога се плаќаат артистите од Spotify. Добро. Се работи во неколку фази. Прво се собираат, се работи за секој пазар е третиран посебно. Значи во Македонија се собираат сите пари од сите subscriptions кои доаѓаат од Македонија. Се собираат сите пари на еден куп. Бесплатните се разбира не носат ништо во тој колач. Так. И после тоа се гледа во Македонија. Секој артист се гледа колку неговата музика е слушана процентуално во Македонија. Значи, во Македонија е слушано 100% музика, на Дрейк музиката, например, е слушана 0,001% целата музика во Македонија, која е слушана во Македонија. Од парите од Македонија, од тој збир, таа сума, се делат пари на Дрейк и на сите други. Така да тоа е многу интересно дека пазарот сам по себе си се гради колку е битен, колку пари носи во Spotify, а со тоа и колку пари носи на артистите, што е многу интересно. Тоа не го знаев искрено и баш се чудев како може, например, и конкретно и за тоа валјда е подобро и за македонските и за локалните артисти, бидејќи како ќе можеш ти со толкава мала бројка на listeners, на monthly listeners, ти да бидеш платен од 0,6 децимали 0,63 центи по стрим. Ме разбираш, така да тие суми се скрос занемарливи, претпоставувам дека за македонскиот пазар е многу поинаку. И тоа ме радува дека е така, тоа не знаев.
гледа уште една работа, тоа Иван го каже на почеток, така и почна презентацијата. Значи, тоа што збориме 0,0 нешто по стрим, тоа не постои. Тоа се наоѓање збирови просеци од сите, може Дрейк да направи, неговиот тим да направи просек од која земја колку земал. Така. Ама не функционира така. Не е секој месец исто и не е она money per play. Така. Туку е секој месец различно, во зависност од тоа колку субскрипции има, во зависност од тоа музиката колку ти слуша на одреден маркет и колку од тие што ти слушале ти се платени корисници, колку користат Spotify за фри. На тој принцип функционираат повеќето стриминг сервиси. На тој money-wise функционираат така. Сега, едно од работите кој одскокна, кои се понудени решенија и како може тоа се подобри, е да биде, значи да не се рачуна на ниво на цел пазар плаќањето, туку ако Дарко Андонов плаќа $10 субскрипција месечно. Еден од предлозите е музиката што јас ја слушам, моите $10 да биде распоредена на артистите кои јас ќе ги слушам тој месец. Тоа би било многу подобро за помали артисти. Апсолутно. И за по-ниш артисти кои немаат толкава мејнстрим популарност. Бидејќи, што се случува со моделот кој постои сега? Луѓето кои слушаат малку на Spotify, пример, сите плаќаме исто. Јас и ти слушаме многу, слушаме по повеќе од 5 сати на ден, на пример, има некој што слуша само 5 сати месечно. Така. Со парите кои со неговата субскрипција или незината, што оние кои слушаат малце, ги плаќаат артистите кои ги слушаме јас и ти. Не знам дали ме разбираш. Да, сваќам, да. Бидејќи сите пари се собират на еден куп и се делат кон оние кои биле слушани најмногу. Еден од предлозите што е бил подобар за помлади артисти и по алтернативни и по ниш, значи по специфични артисти е ако ти платиш $10 и ти слушаш само Лери Джун, сите $10 дорат кај него. Тоа е многу добро. Така ќе можеш и ти ќе почувствуваш вистинска разлика дека на еден начин си поддржал артист кој што сакаш. Да. Не мора да значи дека би го слушал конкретно на пример Лери Джун или бил, нека бидат 10 артисти, но тие $10 ќе знаеш дека ќе заменат кон твоите 10 најслушани артисти, така ќе можеш да даеш почит и ќе можеш да даеш и поддршка и на македонски артисти дефинитивно. Значи зашо моите пари да не ги земе артистко Секси Марса или ко артистко сам луѓе кои што ние сакаме да ги поддржиме и тука сме да ги поддржиме, тоа би било многу добро и тоа ме радува. Се надевам дека ќе биде така, се надевам дека луѓе ќе размислуваат кон тоа и дека ќе го сменат тој бизнис модел за да биде се поисплатливо за луѓе да бидат inclined да си ја ставаат својата музика на Spotify и да се шири сето тоа. Сега најголемиот проблем е што така губат најголемите артисти. И затоа издавачките куќи и највлијателните, најголемите артисти се против тој модел. Но ќе видиме што ќе биде. Обавезно изгледајте презентацијата ако ви интересира ова. Има убава многу добра презентација, човекот многу добро зборува. Стварно се гледа дека знае што зборува. Имаше многу аспекти, ова беше само ти кажав само еден аспект од тие некои 5-10 предлози во таа некоја дебата како треба да функционира дигиталниот свет. Така да тоа обавезно да го изгледате. После тоа беше мојот панел во кој учествував јас заедно со уште 5 луѓе од музичката индустрија од Балканот. Немаше некој поширок од Балканот, се беа да речеме постара генерација, искусни, вработени во издавачки куќи, менаџери на артисти и слично. Разговаравме за ситуацијата каква е општо на Балканот и во Македонија, дали артистите се поддржани од медиумите, дали артистите си ја ставаат својата музика во замк, дали ја регистрираат, дали ја закачуваат музиката на Spotify и на YouTube, кои се главните канали за слушање на музика, дали успеваат да заработат од тоа и слично. Јас бидејќи не сум артист, зборев во име на некои артисти кои ги знам, повеќето мислам дека функционираат многу слично. Исто така зборував и во име на независни медиуми, бидејќи ние како Пандамониум радио, тоа беше целта кога почнувавме да направиме еден независен медиум, бидејќи ни еден мејнстрим медиум не ја третира музиката која ние сакаме да ја третираме, без разлика дали е странска или домашна пред се. Апсолутно. Така да зборував и од тој аспект на новите медиуми независни кои се во собственост под наводници на млади, на нови дечки како ние, како Амок радио, како други си функционираат бидејќи и си имаат основано бидејќи тоа што сакаме ние да го правиме, да го кажеме и да го пуштиме не е поддржано од мејнстрим медиумите, што и до негде нормално, не беше жалење панелот, туку беше само кажување на реалната слика, представување на реалната слика. Моето главно гледиште е тоа дека
естрадата и сцената се тотално две различни работи, не се ни поврзани. Под естрада зборам големите имиња, големите музички групи, артисти кои се третирани на телевизија и на мејнстрим радио. Тоа е едната страна. Другата страна сме ние кои сме дел од сцената секојдневно кои работиме под наводници in the streets. Апсолутно. И функционираме на тотално друг начин. Нема допир на... Иако можеби не треба да биде така, за жал кај нас нема допирна точка, тоа се два паралелни светови. Апсолутно. Епа тоа ми беше, мене ми се свиѓаше твоето излагање и кажа многу добри поенти, конкретно за македонската сцена, но се почувствував дека и многу мислам и од панелистите дека и се сложија со тебе дека и кај нив ситуацијата и не е нешто многу поразлична, бидејќи можеби функционира, можеби органите се поинакви, администрацијата, административниот процес за ти да си ја регистрираш музиката и све тоа е можеби малце поразличен, но генерално е истата работа. И мислам дека и сите се соочуваат со истите проблеми и дефинитивно тоа што кажа естрадата кој што е за мене е и тоа лош збор естрада, бидејќи и таму има според мене понекогаш квалитетна музика. Да, секако. Апсолутно, ама стварно се два паралелни света кои што рече немаат никаква заедничка точка. Не разбирам зошто и затоа на пример се смеам, ама и тоа и претходниот пат. Зашто нема Каролина Гочева со сам или некој таков кросовер онака што не ни мора да биде нешто, може да биде од не знам соработка. Еве затоа сега на пример не дека ќе ги ставам таму, ама зошто на пример еве прв момент Young Daddy со ДНК нова песна. Тоа е супер соработка. Тоа е одлично. Млад дечко со луѓе кои што се ДНК, кои што се многу по експириенс се тоа, кои што реално направиме муват, постојат на сценава 20 плюс години. Така да тоа е за мене, такви поише моменти треба да има, поише да се дава и шанса и поддршка на млади артисти да се целото тоа, бидејќи и тоа го кажавме и претходно го имаме кажано дека нашата сцена е премногу мала, публиката е премногу мала за да има толку фракции во неа. Ја не сум за тоа. Нормално е ти да имаш свој стил, нормално е ти да имаш свој звук, но мора да постои некакво единство овде и некак да се држиме онака и да стварно да работиме, бидејќи колку поише фракции, толку поише проблеми и го имаме видено тоа times and times again кога луѓе ќе се одделат од тоа што почнале, тука и престануваат, бидејќи стварно онака биле бренд, биле поврзани со нешто, многу ретко може да се расчленат и да успеат по свој пат. Затоа мислам дека треба многу поише да се соединиме онака и да има поише соработки и не толку вртење на група и да сакаш да соработиш, нема некој его да ти дозволи да соработиш со него. Затоа тоа мора да се надмине во овде конкретно во македонската сцена, па после да правиме муабет за дистрибуција, за се тоа што стига, пошто тоа веќе има како и да е, постои Дистрокит, постои Тюнкор, постојат луѓе што се занимаваат со тоа, може да се среди. Верувам дека може да се среди, но битно е ова да се надмине и да се сплоти онака на еден начин македонската сцена, барем според мене. Не, дефинитивно брат, се слагам и тоа го збориме цело време. Тоа е главната цел и на Пандамониум радио е да спои луѓе, да им даде шанса на луѓе без разлика дали се поквалитетни или помалку квалитетни. Лани во првата сезона пуштавме музика и што можеби на некој начин не заслужуваше да биде пуштена само со цел да даеме поддршка и награден денот заслужува да биде пуштена бидејќи некој се потрудил да направи песна или спот и наше беше да даеме шајн на тоа. Така да ќе продолжиме ние да го правиме тоа секако, ќе збориме за македонска сцена. Изгледајте ги панелите, изгледајте содржината на Pin Music Conference на Facebook, изгледајте и концертите, имајте го на ум, секој што одржува последниот викенд од ноември, обавезно да ја следите што се случува, да се пријавите, ако сакате да бидете дел од оваа сцена, од оваа индустрија под наводници. Дојдете, слушајте, има луѓе искусни од целиот свет кои стварно знаат што зборат и стварно може да се научи нешто наместо да се гледаат YouTube видеа дома 2-3 дена, ќе направите муабет со луѓе, се запознав со многу луѓе пред и после панелот, баш разговаравме на овие теми и на други теми. На крајот на денот сите доаѓаме од иста страна, само е плюс да се соберат искуства од перспективата е друга. Да. И тоа Дарко што каже, гледајте YouTube видеа, ама гледајте Пандамониум видеа. Така? Гледајте Пандамониум видеа сега поново, да. Дефинитивно. Кажи ми, еве сега да се префрлиме и тоа беше четвртокот. Викендов, што се дешаваше? Четвртокот од вечерта ја откажавме журката на Трзе Шејк. Мораш, немаше како. Уште еднаш сочувство до семејствата, до сите загинати во сообраќајната несреќа. Не беше легално, смееше да се работи, но не беше морално и етички, решивме да не работиме. It wasn't the right thing to do. Да. Викендов, работно, стандард викенд, петокот пуштав музика во Охрид, Мистер Ај Охрид. Бигап до цела екипа од Охрид, брат, не ми се верува дека неколку луѓе ми пристапи и ми рекоа дека ги слушаат нашите подкасти и гледаат нашите видеа, така да огромен респект.
Искрено ќе кажам, многу сум позитивно изненаден бидејќи последните пати пред короната кога пуштав музика во Охрид, не освен на Оревче, не поменувавме толку добро, музиката беше малку заостаната. Сега гледам некоја нова генерација таму која функционира, која постои и која ја слуша музиката, сака да биде дел од сцената, ги прати трендовите. Многу ми мило поради тоа. Огромен респект до Остануваше Радовиш да го средим, а? екипа и Радовиш ќе се дое, да, дефинитивно ќе се дојде. Посебно кога нашиот човек Трајче доаѓа таму, мора да го средиме и тоа. У сабота да пуштав музика у Кавадарци, стрит бар, после полого време. Добро поминав, супер, помлада екипа, малце него вообичаено. Младите слушаат ова, сакаат да бидат дел од ова. Пуштав 2 сати, само хитови, но пред се беше музика од 2019 до 2021, што многу ми е мило. Сега се спремам искрено за Thursday Shake, со една недела пауза, само 2 журки направивме, третата ја рипнавме, сега се осеќам пак кода е од почеток. Нормално. Спремам една плейлиста која ќе објавам деновиве со Shake Bangeri, која ќе биде нешто као гайдлайн за тоа што ќе се пушта журкиве на Shake и спремаме полека некои тематски пред нова година да кренеме уште малку атмосферата и да појачаме, така да следете не страната на Шршас на Инстаграм, таму ги објавуваме сите ствари прво, бидете тек. И тоа е тоа, се гледаме од четврток EP обавезно. Кажи ми, например, што слушаш периодов? Знам дека сега се ближи Spotify Wrapped, имаме зборено за тоа, ќе го начнеме и тоа. Ма кажи ми, например, периодов, што слушаше ноември, дали слушаше нова музика, нешто постаро? Кај си онака умствено со музиката, како што ти е вајбот? Искрено не сум уште тој муд да преслушувам музика, оној Пандамониум радио истражувачки муд и мислам дека така ќе ја завршам годинава, брат, наискрено мислам дека 2020 ми беше пикот на истражување и слушање музика, 2021 да, следевме ствари, ја водевме емисијата, но се деси и многу други ствари, така да малце заостанав. Искрено ќе ти кажам, забегав малце со Spotify, скоро ми изгуби контрола некако. Значи релиз радарот ми е за нигде. Плейлистите ми се хаос, не ми стига музиката која сакам да ми стигне, ми стигаат некои ствари што некам да ги слушам. Некои плейлисти ги немам проверено по неколку месеци. Моите плейлисти не си ги апдейтирам, 2022 го менувам тоа, почнувајќи од првиот ден. Се надам дека ќе успеам конечно да фатам некој континуитет. Али тоа што слушав, брат, сега конкретно последнава недела, последните 2 недели го се навратив на Young Dolph, откако умре. Знам дека го слушав многу, изборевме за тоа, погледнете го нашето претходно видео. Го слушав многу и претходниот период, но му се навратив него, го слушав баш викендов новиот микстейп на Key Glock. Има добри бенгери, така лежерен за слушање за во кола, добра ми музиката. Малце под наводници глупа музиката, али е супер за да свири така трап бенгери. Ама тој име звукот, као тоа беше и на Young Dolph, кај што продукцијата е едноставна, не збори прекомплицирани ствари. That street shit и тоа е тоа. И мислам дека за тоа што се е добро. Трап музика, hood music, мене ми е окей, за тоа што е. Не барам ништо посебно онака или нешто кој знае од лева страна да ми дое онака нешто неочекувано од Young Dolph. Барем беше таков кој артист. Ете, што очекуваш? Дали очекуваш некој posthumous рекорд? Мислам дека и поише со неговата смрт, некако ептен се крена многу луѓе. Најчесто и тоа е случајот каде што некој ќе почине па тоаш they give them their flowers. Мислиш дека ќе искочи? Претпоставувам дека Young Dolph има преголем каталог онака со неизвадени ствари. Мислам дека ама не знам кој ќе ги земе тие ствари и кој ќе ги направи во еден солиден проект. Мислам дека тимот негов знае он како работи, што сака и мислам дека ќе преточат тоа во еден или повеќе поскумни албуми и треба да го направат тоа, нека има пари за семејството, нека има пари за неговиот индепендент лейбл. На крајот на денот ја правил музиката да живее, јас сум скроз за поскумни албуми, се дека не се претерани. Веќе музика од Pop Smoke не ни треба, али Young Dolph сигурно има многу поише материјал на начинот на кој што снима и неговото долго време на сцената на некој начин. Онака секој нов фичер од Pop Smoke ја скипам траката. Е се послаби. Да, доволно е, ворете го трошите човекот и неговиот легаси тој што го има оставено за тој краток период. Се слагам, брат, скроз. Не треба тоа дефинитивно и да, се надевам дека стварно ќе го направат пропер и дека ќе се одолжат онака како Young Dolph за тоа што беше, бидејќи беше, кој што кажав, редок артист кој што си ги држеше своите мастери и тоа што велиш. Еден таков албум
може да го смени животот уште толку на неговата фамилија, бидејќи сите пари ќе идат таму. Тоа е многу битно, нема лейблс, нема кој да се умеша овде за проблем да настане кој што настана со сите претходни, и со Pop Smoke, и со Juice WRLD, и со тоест King Van не го спомнам бидејќи King Van е во истата ситуација кој Young Dolph. Друго? Еве, направив некоја листа бидејќи не преслушав многу музика, али си видов баш тоа што сум слушал нешто History, нешто што имам станено на мојата плейлиста Irish Song of the Day. Го слушав новиот албум на Don Toliver, брат, Life of a Don се вика. Искрено ми беше предолг некако, не ми остави куз некаков впечаток. Има 16 песни, трае 51 минута. Најдобра песна ми е последната која се вика Богус. Таа онака ми е некоја најтрипи. Drugs and Hella Melody се тука со Кали Учис, али таа ја пуштив му уште на крајот на првата сезона на Pandemonium радио шоу. Флоки со Тревис Скот. Има неколку добри песни, може да се извадат неколку добри песни, али Don Toliver некако ми падна и го осеќам дека ми е само добар на Fishers. Мене, јас сум спротивно од тоа. Мене овде ми е топ. Ја онака сосема случајно го пуштив, не ни очекував дека ќе извади нов албум, не видов синглс, не видов ништо, освен песната со Кали. Ама си реков окей, во врска се сагат да извадат нешто ново, да видат како е, што е. Нормално и да го прослават на еден начин тој. Не очекував албум. И го слушам албумов, онака екстаси, не знам, феноменални се песни, звукот му е малце променет и мене тоа ми се свиѓа, каде што е многу по лоу-фај, многу е по мрачен на еден начин. Ми се свиѓа мене тоа. Не знам зошто. Ова е некако, ова е се што не знам сега да не искочи лошо, ама се што не сакал Тревис Скот онака. Ме разбираш, као ова е Don Toliver каде што е без теги да си ја прави музиката тој што сака да ја прави. Ја барем така се чувствувам дека стварно се чувствувам и кој што велиш тоа и на Features премногу звучи онака за Тревис нема да го користи ова, па ја ќе го дам на некому или ќе го шитнам или нешто ќе направам јас со него. Тоа ми е многу лошо, тоа го мразам и кај Дрейк, тоа го мразам и кај Тревис дека си ги користи своите labelmates за такви ствари и разбирам зошто е тоа така, тоа е нормално, тоа е индустријата, така функционираат работите, ама пак од друга страна Don Toliver е таков артист, ме потсеќа на пример на еден начин и на PND за тоа што го прави за Дрейк и истава паралела можам да ја повлечам овде. И сакам да го видам ко соло артист, сакам да го видам како успева и ова Life of a Done, мене албумот ми е добар пример. Мене не ми беше долг, пошто малце е монотон у смисла кај што продукцијата е иста, нема highs and lows, нема некаде каде што енергијата се крева. Овде е поише даунер онака каде што стварно избори и обработува теми на љубов и све. И мене тоа ми одговара онака за дома да застанеш, да си го пуштиш, да го изслушаш цел, мене ми е топ. Феноменален албум, но затоа и знам дека и го зборевме, за да те крене Larry June овде. Friday Nights Activities, Into the Late Night, феноменален албум, Кардо каква продукција, брат, тоа не е возможно и не знам зошто, но има неколку артисти, као например Payroll Giovanni и Larry June, се единствените кои што ја користат таа продукција на Кардо. Не знам зошто Кардо има продуцирано, за Кендрик има продуцирано, за премногу онака, за Future има, за Дрейк има продуцирано. За Wiz Khalifa уште на времето. За Wiz Khalifa уште на времето, апсолутно. И се најдоа такви два артисти конкретно и Larry June, бидејќи Larry June ова му е, тако не се лажам, и трет заеднички проект со Кардо. И феноменален е. Краток е, топ е. Како ти се свија тебе? Значи, ја налетав на песната Friday Night Activities преку една плейлиста која сакам да ја споменам следно. И песната ја врадив едно 10 пати. Викам, чекај, одам да го немам слушано. Го пуштив, лесно за слушање, убаво. Тоа што го очекувам и од Кардо, тоа што го очекувам и од Larry June. Буквално, знаеш што очекуваш, знаеш што добиваш и секогаш доставуваат. Апсолутно. Не можам да им опишам на луѓе кога не сакаш да се замараш за музика, само пушти си Larry June онака и ќе ти збори дека на Савајле јаде кива и морков. И топ си, тука си, знаеш кај е, умствено знаеш кај е. Мене тоа ми е окей. Цело време на исто место. Ама тоа сакам да ти кажам дека не се напнува, не те мачи неговата музика. Ме разбираш, кога сакаш стварно да се опуштиш и да не мислиш на тоа што слушаш, не мораш инструментална музика да пуштиш, буквално можеш да опуштиш Larry June и човеков онака ти збори ствари што тоа е тоа, get your bread, земи си ги парите, ти вели онака, на еден начин ќе најдеш, на еден или на друг ќе те мотивира. Тоа е многу добро кај него.
конзистентен е, многу ми се свиѓа и онака мелодичен е, се помелодичен у неговите песни, тоа ми се свиѓа, пее. И не знам, лесно е за слушање едноставно, брат. Никад не би скипнал Larry June трак. Не знам зошто. Да. Сега додека го правиме мојотов ми светна. Од прва го немам добро размислено, ама би направил добра паралела помеѓу Young Dolph и Kid Glock со Larry June. Мене тоа што ми се допаѓа кај овие артисти е тоа што го кажуваат, тоа што го рапуваат, го прават на многу јасен и едноставен начин. Можам да ги разберам, директно е, тоа е тоа. Инструменталите на едното место се трап, на другото место се West Coast, G-Funk, Influenced. Тематиките се слични и различни, но тоа што ми се свиѓа, не треба да се мачам да ги слушам, да ги разберам. Не мамблат, си кажуваат се чисто, си директно е, може да се разбере, нема тука премногу метафори, нема тука премногу глупости. Мене кај хип-хоп тоа ми се свиѓа. Тоа ми се свиѓа и кај некои македонски артисти од денешницата и од минатото. И општо тоа ми се свиѓа кај многу луѓе, бидејќи едноставно некогаш не сакаш да навлагаш толку длабоко музиката, дека возиш у кола, дека патуваш некаде и слично. Да, тоа е перфектниот момент за да си пуштиш. Така да ми се свиѓа и би направил паралела помеѓу овие артисти. Друго? Имаш нешто? Сакав да спомнам таа плейлиста Mellow Bars, уствари преку која и ја слушнав прв пат Friday Activities. На плейлиста од Spotify Mellow Bars, може да поставиме некој линк. У description пишува chill out hip hop vibes, али има онака баш музика што е некоја Pandemonium радио стил музика, Кота the Friend, Freddie Gibbs, Jadakiss, Smino, Isaiah Rashad, траката Outlaws на Rick Ross и 21 Savage со Jasmine Sullivan, една од најдобрите песни овој месец. Феноменално. Кота the Friend, Drake, Earl Sweatshirt, тоа не е баш мој стил, али може да од Wale и Rick Ross. Wale извади добар проект. Ова може да се свига тебе као плейлиста. Mellow Bars, проверете. Неам чуено, ама ќе дефинитивно ќе се Сигурно провери. сите песни ги знаеш. Ова ме потсеќа така на Pandemonium радио саунд кој го пуштале тука. Види, тоа се сите артисти кои што ги имаме зборено. Wale конкретно го немам слушнато и искрено и не знам и дали би сакал. Има некој момент на 2012 Wale. Да, Ambition Wale. Да. Стариот. Топ. Постари проектот се вика Following 2, така да ако не се лажам, Following беше еден од тие од покласичните албуми 2012-2013 Following. 2012 да. Ова е part 2. Топ, ќе се преслуша. Има колаборација со J. Cole, со Rick Ross, со Chris Brown, со Jamie Foxx. Го спомна Фреди Гибс, ја искрено сега пак заглавив на Фреди Гибс, но слушам онака ствари кои што се features, многу почна да и сега почна и извади првиот сингл Black Illuminati со Jadakiss, нов албум ќе вади SSS и искрено за мене уште сега кога ќе гледам со какви продуценти се работи, овде е all out онака. Овде си го тргал тоа што правеше со Алфредо и со Бандана и со Пињара, каде што зима еден продуцент и со него прави цел албум. Овде буквално има Justice League, овде го има Just Blaze, овде го има The Alchemist, овде го има Madlib нормално и има уште милион други продуценти кои што вредат онака и би било добро да ги слушнеш. Не знам зошто, тоа ми даде онака и поттик да слушам поише ствари у смисла на Jadakiss, The Lox и се навратив на многу би рекол хип-хоп ствари. Ја слушам доста разновидна музика у стилот на хип-хоп, се навраќам на некои Гризелда албуми онака, но сега конкретно и мислам дека и тоа и тебе ќе ти се свиѓа, кој е кратко EP, треба да го слушнеш новиот проект на Кейч Венада, се вика Intimidated. Има една песна Pray for Haiti, кај што е Мах Хоми, не знам луѓе дали го знаат Мах Хоми или не, тоа е најновиот член на Гризелда, и воедно и еден од најстарите членови на Гризелда, бидејќи измеѓу тој период имаа биф, но свежо звучи. Памтам кога го пуштавме последниот албум на Kodak Black, имаше една песна Дежамбе, која што беше на Haitian и Мах Хоми исто потекнува од Хаири и тој е исто така многу, како би рекол, многу горд на своето потекло и дури тој имаше еден албум кој што се вика Pray for Haiti, изваден оваа година, еден од најдобрите албуми за 2021 според мене. Феноменално, музиката е ненормално добра и Кейч Венада знае да те понеси, има една песна со Her, која што се вика Intimidated и уште една друга песна. Три траки е, но вредат сите три и, например, се сеќавам и на 10% и на сите претходни ствари, човекот е феноменален копродуцент и заслужува онака да биде овде
не знам, у целата сцена и да биде внесен у сето тоа. Бидејќи е стварно melting pot каде што има соработки со многу различни артисти и заслужува да се слушне, иако се макар и 3-4 траки мора да се слушнат сите. Ќе го проверам обавезно. Дефинитивно. Обавезно. Исто така, уште еден албум сакам да спомнам, Дейвист, Хафа, тој искочи летото, исто во продукција на Хери Фрод, и ќе се надоврзам на продукцијата на Хери Фрод, после имаме што да кажеме дефинитивно тука за... Ама Дейвист, феноменален исто албум, многу добар, многу прецизен, збори за многу добри работи, продукцијата исто извршна и тоа многу ми се свиѓа. Гледам промена во хип-хоп музиката каде што веќе рапери, иако Дейвист, например, иако е рапер, би го рекол, тој почна со трап музика. Карма е онака hosted by DJ Drama. Има моменти, иако е сајни на нас, иако е под Mess Appeal, од секад го имал тој трап момент. Има неколку бенгери, има неколку хитови. И овде не е нешто многу поразлично, но Хери Фрод си го има тој свој собствен момент. И Ептен е Нью Йорк, не знам зошто во последно време Нью Йорк музика Ептен ми прија таква енергијата. Многу добро влага тоа. Така да би рекол на луѓе, ако немаат слушнато нешто од Дейвист, Хафа мора да се слушне, потекнато од Джими Хафа и се збори овде за тие работи. Така да, ако не знам ти дали имаш нешто слушнато, има еден добар сингл сега извади со албумот, така да топе, треба да се слушне. И одма ќе се надоврзаме уште на еден Нью Йорк артист, за кој што зборевме и се смеевме и не ни беше јасно од кај се доаѓа. Кажи ми нешто за Френч Монтана, брат. Знаеме дека сме огромни фанови. Нема да ќе знам дека веќе луѓе се смеат и текно е смешно е Френч Монтана кога ќе кажеш. За некоја причина, за подобро или за полошо, не можеме да им се објаснеме зошто нам ни се свиѓа Френч. Ама еве, брат, не можеме да им објасниме дека не слушале музика од 2010 кога Френч Монтана беше свежиот саунд на сцената. И тоа се деси. И реално човекот за мен има две страни, или може има три страни би рекол. Има она страната Mac and Cheese mixtape. Јап. Тоа што ние многу го сакаме, тоа New York Sound, што е Хари Фрод продукција со работка со Мек Милер, со работка со не знам, со цела Coke Boys екипа. Тоа е едната страна на Френч Монтана, другата страна е која прави добри фичерс и добри бенгери. Ремиксот на Work, Pop Dead. Апсолутно. Има милион тука, Marble Floors, со работки со Rick Ross, со работки со Kanye West, Figured It Out, не знам што. И има она крин страна која се повеќе доаѓа до израз кај него, кај што прави песни, кај што синглот за овој албум е со семпл од Hips Don't Lie од Шакира. Не се дешава тоа во 2021. Не знам кој гостува, брат, појма немам. Да. Не сакам да знам, бидејќи онака и јас сакам да добијам амнезија дека постои албумов. А знаеш што е најинтересно? Албумот инаку се вика They Got Amnesia. Сакам ја да добијам амнезија, бидејќи има некои моменти што премногу ги мразам на албумов, но без тие синглс, на крајот на денот ќе беше добар Френч Монтана албум со Deep Cuts, каде што пак ја има таа Хери Фрод продукција, го има Fabulous, што е најсветол момент на целиот проект. Да, се слагам јас. Тоа е Ептен, не знам, 2000s, New York хип-хоп, Puff P. Diddy стил, многу ми се допаѓа тоа Ептен, онака. Тој звук многу ми прија 2009 Хоув, 2007 Хоув, многу ми се свиѓа и не знам зошто не продолжува тоа да го прави, бидејќи повеќе се чувствувам дека се губи во сингловите. И на крајот на денот за толку да имаш ти Pop Smoke feature, да имаш Doja Cat feature, да имаш Nicki Minaj remix feature, тоа се некои ствари премногу што коштаат. И на крајот на денот first week sales да не ти се одразат на сето тоа, каде што имаше 14.900 first week sales all across the board. Од кои сигурно сингловите по плейлистите по плейлистите највише се, а pure album sales 870. Тоа е ладен туш за еден артист кој што е Френч Монтана, барам според мене, бидејќи кој што кажа онака Unforgettable, какви све не хитови има, монументални хитови има човекот од 2012 па натака и ова е Ептен онака голем летдаун за него, каде што и покрај такви хитови и покрај такви фичерс сега на моменталниот албум пак не успева да извлече нешто, па и дури луѓе се подсмеваат со сето тоа на Твитер, а мене ме нервира дека стварно знам, има некој негов посебен звук што ако го заслушаш стварно може да ти се свиѓа, не е лош. И он спаѓа во тие артисти каде што директно ти кажуваат ствари. Не е таков некој lyrical miracle, стварно не е воопшто, па не е ни трапер на еден начин, не би го нарекол трапер. Многу интересен Нью Йорк звук има,
што мене ми се свиѓа. И ме нервира дека вака настапува цело време и не може да си го земе тоа што знае дека го прави најдобро и да го искористи тоа, туку некако трча по features, трча по многу такви рандом, се губи по сигнали такви само за да и нормално, тоа е сепак звезда, мора да опстане, но ете. Предолг е албумов, као има премногу траки, кој сака да слушне саат време да слуша Френч Монтана цело време. Слушај брат, многу добро го направи тоа, многу добро го реши на претходниот албум во 2019 кој се вика Монтана. Има 20 песни, ама е поделен на два дела. Part 1 и Part 2. Part 1 е оној Френч Монтана кој ја најмногу го сакам. Микстейп Френч Монтана би рекол. Да. Suicide Doors, Салам алейкум, одлична песна. Say Goodbye со Бели, одлична песна. Coke Wave Boys со Chinks и со Max B. Од 10 песни има 5 добри, 2 имам ставени на микстейп на оној PS5.5 и после вториот албум се сите мејнстрим популарни што он пробува да ги направи мејнстрим. Да, ама не успева. Тоа е проблемот, кринж моменти и тука бар знаеш си го слушаш само првиот дел и тоа е тоа и си тераш понатака, онака не. Штета искрено, но на пример има и еден друг момент кој што сакам да го напоменам. Пошто не сме артист ко Френч Монтана каков и да е, не сме, значи он е сепак у лаймлајтот моментално бидејќи има директен контакт со Рик Рос, има директен контакт со Дрейк, има директен контакт со Ради Рич, со најголемите звезди моментално кои што прават музика и креираат музика на денешницата. Така да How You King прв пат ја слушам, тоа е втората песна, првото е интрото, но интрото е поврзано со How You King, се директно одма влага и си викам леле продукцијава колку е добра, мелодичен е, пее. И после влагам на Твитер, отварам онака за да ги видам мемињава за албумов и сваќам дека целата песна, освен неговите врсови, значи мелодијата, самиот инструментал и рефренот е откраден од една швеѓанка, од Астрид се вика, која што прави поп музика и песнава од 2016 година. И онака она си имаше стајано на Твитер дека зошто Френч Монтана ми ја краде мене песната. Тоа не смее да се деси. Не е никаде кредитирана, значи не ни била известена дека песната ќе се користи. Тоа не смее да се деси, не смее да се случи за еден таков артист, бидејќи стварно се работи за како и да е за можеби еден од последните сериозни албуми кои што ќе ги добиеме, бидејќи не знам колку и уште колку неговиот лейбл може да го турка. Подобро да не вади ништо, брат. Така, бидејќи верувам дека албумов само ќе биде поголем трошок. Кој знае колку кошта едно видео на Френч Монтана? Не баре ти да собереш 10 features на албум кој што има 22 траки. И ти да направиш first week sales 15,000, ништо не значи за самиот лейбл. Па тоа е познат Френч Монтана, нон-стоп зима, нон-стоп краде стилови, нон-стоп джекнува ствари. Песната со Fabulous која спомна Didn't Get Far, има истиот семпл со Kanye West. Wouldn't Get Far, на многу сличен начин е. Па дури и у името е, ме разбираш името, тука. Да. Мене ме потсеќа на таа песна, ми прави некој тробек и затоа ми се допадна и после Fabulous кога влезе беше на добар момент, ама ако гледаш објективно, не треба да е така. Имаш семпл од Hips Don't Lie. Тоа се ти кажува, брат. Тоа е ептен кринж момент, тоа што го збориш и ги има повеќе од такви у неговата кариера што валјда не учи од нив. Тоа му е стилот, брат. Ова според мене е лош пример за тоа како не знам, не сакам да биде ова последниот Френч Монтана албум кај што човеков ќе може да се покаже за тоа што е. Не дека реално да правиме муавет, Френч има нешто кој знае што да дае, ама на пример, не знам, Unforgettable мене ми беше топ момент, ме разбираш, искочи у прав момент онака песниште. До ден денес ја пуштаме, до ден денес вади подобра реакција него многу песни од 2020-2021. Песниште. Значи многу подобра реакција. Затоа ми се свиѓа, затоа Френч го поштувам. Исто така No Style траката со Дрейк постојано во ротација, ако од 2018 ако не се лажам. Френч Монтана има бенгери, али најбоље се задржи до features, а ако прави музика да прави микстейп материјал. Уште мислиш дека може со Кендрик да врсес? Па Кендрик има нешто извадено тогаш. Брат. Нема, брат. Нема. 10 со 10, ако се 10 со 10 бенгери, ако сака некој може да направи мокап versus ја да го репрезентирам Френч Монтана, некој да го репрезентира Кендрик. Веќе сум ја нормално. Мислам дека 10 со 10 бенгери Френч Монтана може да му се држи, ако ништо друго ќе изгуби 6-4. Или ќе биде нерешено 5-5. Интересно, треба да збориме за ова. Ова може да се направи кумувет, да се подспремиме, да извадиме онака, да направиме табела некоја. И еве на крајот на денот и преку полс нека луѓето одлучат да видиме што ќе кажат. Брат, луѓето ќе му го дудлат на Кендрик, се разбира дека како може Кендрик да се споредува со Френч Монтана. Збориме 10 хитови со 10 хитови.
Тоа би идело најдобре, знаеш у каков сетинг ја, барем според мене мислам. Red Bull 3 style сетинг, каде што луѓе се овде DJ пушта музика и каква реакција ќе извади. Бидејќи доколку застане Френч на стејдж и застане Кендрик на стејдж, си велам и размислувам дека Кендрик извади многу поголема реакција. Реално направиме муавет. Не, апе, гледај. Овој муавет падна уште на времето кога Версус се правеше онлайн, кога беше на Instagram Live. И не знам како падна тоа, секој со секој демек кој ти одговара на Версус, и Френч Монтана кажа ја демек можам да бидам на Версус со кој сака, освен со Дрейк, со кој сакате можам да идам, можам и со Кендрик да идам. И сите почна да му се смеат, ама реално кога ќе земеш, кога ќе ставиш на хартија 10 најголеми бенгери на Френч Монтана, од кои 5 се траги како Unforgettable и No Stylist, кои верувам дека се и Work ремиксот со A$AP Ferg и Pop Dead, знаеш дека може да му се, ако ништо друго да му се држи, нема да изгуби Unforgettable и неколку други песни, сигурно победуваат песни на Кендрик Ламар. Да, ако збориме у поглед на бенгери, кој е најголемиот бенгер на Кендрик Ламар? Mad City и Humble? Bitch Don't Kill My Vibe исто така. Има предпоставам, знаеш како? Bitch Don't Kill My Vibe во Versus сетинг губи од Work Remix. И тоа губи без размислување. Нормално. За closing song у EP, да. Немам closing song во Френч Монтана, брат. Ама за Versus, за Battle сетинг, дека Battle е друго. Не може песна како I од Кендрик Ламар да влезе во Battle сетинг. Да. SoundClash сетинг. Дека друго е. Во тој момент, да, во тој сетинг е друго, но ако го споредуваш хит за хит и у смисла каков импакт имала таа песна или што била кога искочила, има многу аспекти што може да се види. Јас затоа не можам да оценам онак. Секад на крајот. Ако ништо друго ќе биде нерешено, брат, или ќе биде ти викам 6-4. Ајде ќе збориме. Што не е лошо за Френч Монтана да изгуби 6-4 од Кендрик. Воопшто. Ако станува збор за 20 песни не може. Воопшто. 20 песни нема толку добри. Реално правиме муавет, Кендрик нема 20 хита, брат, што можеш да ги ставиш. Ќе почнеш да ставаш некои песни што онака биле, не знам, што биле позади All Right или нешто такво. Ме разбираш, како некои песни од To Pimp a Butterfly што инаку не би ги ни чул, например, но од друга страна и Кендрик има добри фичерс, еве Family Ties, King's Dead, онака и тие може да влезат ако веќе Френч Монтана користи негови фичерс, бидејќи Work е негов фичер, не е негова собствена песна, тогаш и Кендрик може да покаже ствари. Знаеш како има разлика? Фичер е да, ама он се наоѓа на вториот верс. Вториот верс на ремиксот е исто пак пуштен како првиот, значи да. Сите го знаат. Loose Cannon. Апсолутно. Легендарен е версот, брат. Легендарен е версот. И легендарен е моментот на кои луѓе се наоѓаат на таа песна. За многу луѓе тие артисти се за подсмев, као Trinidad James. Така, апсолутно. Али песната е легендарна, до ден денес се пушта и ја вади истата реакција. Тоа е песна A$AP Ferg Work Remix. Ја еднаш, не знам ли беше на Пандамониум радио шоу или на друго место, кажав дека тоа е некоја паралела со Hypnotize од Биги или некоја таква трака која као next episode, тој левел на класика е. Апсолутно. И има причина зошто е тоа така. Значи песната искочи 2012 у самиот почеток на трап музиката. Ние тогаш почнавме да го слушаме тоа. Значи тогаш почнувавме да го слушаме тоа. Уште го немавме ни ние сами дефинирано ко трап музика. Седур A$AP Ferg не извади Trap Lord нормално и од тогаш знаевме онак. Но инаку песни ко Шаба и ко Work и се тоа што беше и A$AP Rocky, тоа беше тоа, само уште не можевме да се го дефинираме ние ко трап музика. Прелазниот период, ама тоа беше тој период кај што ја би рекол веќе тоа беше дефинирачки момент според мене, пошто се знаеш онака искача Work и овде влечеш линија, брат. Нема ништо позади тоа, нема ништо претходно од тој момент па назад. Нешто слично што наликува на тоа. Каква енормна енергија има таа песна, не можам да опишам. Верувам дека и денес да се пушти у клуб истата реакција ќе извади кој што во 2012. Ја вади реакцијата на фестивали, сигурно. И во клубови, така да Френч Монтана е дел од неколку епик моменти за музичката индустрија во 2010-тите и тоа не може никој да го дискредитира, тоа што е лейм, тоа што е фейк, тоа што е кринж, не викам ништо, али бенгерите се тука и он си го има својот удел во тоа. Ако ништо друго, заедно со Дрейк беше еден од првите луѓе кои ембрейсна афромузика и кои направија Unforgettable, песна како Unforgettable или песна како One Dance на Дрейк, што е предвесник. Луѓе тек сега во 2022 се закачуваат на афромузиката. Да. Таа песна е направена 2017.
Дефинитивно, се слагам. Си има своји моменти, си има своји моменти и затоа не сваќам. Сваќам и не сваќам зошто луѓе не можат онака да му замижат и да не му се смеат директно, пошто човекот стварно си има has paid his dues, би рекол. Добро, да. Еј, До некаде. пола подкаст го потрошивме на Френч Монтана. Вреди, искрено вреди. Вчера ми прати на топ 10 листа, топ хип-хоп songs 2021 според iHeartRadio. Да. Уствари, ова се најпуштаните хип-хоп песни артисти на нивните радија, најверојатно, бидејќи iHeart е мрежа на онлайн радија, ако не се лажам. Hot 97, Charlemagne the God, сите тие радија, значи DJ Envy уствари заедно нивните емисии, се тоа што иде е под iHeartRadio и у Америка е едно од најголемите радија, уствари најголемите радио групации. Тоа е ствари дигитална дигитална мрежа на повеќе онлайн радија, подкасти и друга содржина. Тоа е ствари дигитална дистрибуција на радијата, бидејќи не се тие само онлайн, тие седат и на фреквенција, али преку iHeartRadio мислам дека се дистрибуирани онлайн, има посебни апликации за слушање, мислам дека таму спаѓа и SiriusXM, Static Selecta, сите тие радија, Sway in the Morning, мислам дека се спаѓа по тоа. Сега, кои се, ти ми рече дека половите песни не ги знаеш, ќе ги прочитам на брзинка. For the Night од Pop Smoke и Lil Baby, What You Know About Love, Pop Smoke, Your Mind Still, Young Blue and Drake, On Me, Lil Baby, Time Today, Moneybagg Yo, Back in Blood, Pusha T and Lil Durk, Calling My Phone од Lil TJ и Black, Beatbox, Sparem Garam, Late at Night, Roddy Ricch и Heartbreak Anniversary, Giveon. Кој е твојот впечаток за оваа топ 10 листа? Знаеш како, сосема неочекувано, посебно Giveon да се најде на топ 10 листа. Точно. Онака, не го размислив тоа така. Од каде, како од толку многу песни, од CLB, од Данда, во ред Данда и CLB се сега искочени, но во поглед на стримс стварно Giveon е еден од најпуштаните артисти на најголемите радиостаници во Америка. Мене тоа ми е сурреално. Прво од таму да почнеме, а друго, тоа го реков дека пола од песниве не ги ни знам, пошто не ги сметав за толкави хитови да имаат толкава ротација. У смисла, ги имам валјда слушнато поеднаш, ама на пример онака, okay, For the Night, добро, What You Know About Love, во ред, и мене ми се свиѓа What You Know About Love, иако ти кажав, Pop Smoke веќе не можам да го слушам, пошто ми ствара верзија се ново што ќе искочи. Нема рачуне, ова е топ хип-хоп songs 2021, What You Know About Love, For the Night се излезени 2020 да. И треба да се земе предвид дека What You Know About Love е радиска песна, R&B, Throwback, 2000s, R&B sound. И мислам дека е логично што се нашла што била толку вртена на радио. Тоа ми е окей, но на пример во ред и на пример и тоа ми е онака од нигде никаде тотално неочекувано. Your Mind Still знам дека искочи во прав момент Епте направи за Young Blue и дека и со Drake, но зошто е се уште во ротација? Ја го барем немам тоа почувствувано дека толкав монументален подем има песнава да биде едно од најслушаните и тоа на број 4 онака да се најде. Не, број 3. Број 3? Значи, од каде? Според тебе мислиш дека е тоа, чувствуваш дека таков подем има самата песна? Не, мене ми беше чудно искрено. Бидејќи Young Blue извади песни после тоа, ништо немаме слушано. Не можам да разберам. Ова е баш уште еден радиски хит кој верувам дека е вртен на американските радија. За жал не е вртен кај нас. Да беа во тек македонските мејнстрим радија, мислам дека дел од овие песни ќе требаше да бидат во ротација цела 2021. Апсолутно. Ама, на пример, Back in Blood нормално. Според мене исто е еден од најдобрите хитови. Па не би рекол ни хит. Хит го направија мемињата се тоа што беше што имаше околу него и Pusha T that's my dog, but you know I'm really shiesty. Брат, за жал кај нас ја немам впечаток дека е хит, ја пуштам кај што мислам дека ќе може да влезе. Не ми вади реакција каква што сакам да ми извади. Има одредени друштва што ја знаат кои се палат, најчесто машки помлади, али го нема оној, ја нема онаа реакција као кога ќе пушташ некоја песна од публиката нака некоја возбуда која ќе се деси. Да, ја пушти песна сериозно, да. Да, за жал не. Ќе пуштам пак у четврток, ќе видиме, али не ми е баш толку добра реакцијата. On Me од Lil Baby, дојде еден реквест у Гостивар, се сеќавам. Порувам да ја убацам, за жал не можам Lil Baby да најдам кои песни му се уште, кои песни му би прошли најдобро кај нас, бидејќи има многу песни. Сите се познати, сите имаат стримови, во Америка се сите популарни, но не знам што е најдобро да се пушти од него кај нас.
уште си го наоѓам правиот Lil Baby, правите Lil Baby моменти за мојот сет. Time to Day од Moneybag Yo, ја би рекол дека можеби е и најпростечна песна од тука. Ништо посебно. Оваа beatbox од Спарем Гарем, мене ми е тешка глупост. Вирален Зошто? некој глуп хит, не се љутите ако ви се свија, мене ми е многу лошо искрено. Пробав, изгазив 10 секунди Исто, откако само Исто и почна тоа го песната на тоа да 20 напред, пати. Не заслужува според мене. Многу несериозно е кон. Не можам да сватам зошто би го слушал некој тоа for real онака како. Имам артисти кои што ги слушам само за да се смеам бидејќи ми носат насмевка онака нивната музика. Си ја сметам за глупа и ќе ми донеа, има нешто што ми се свиѓа, овде ништо не ми се свиѓа. Ја гасам пошто онака стварно не можам тоа да го слушам. И не сваќам зошто е онака овде на листава ко најслушани бидејќи има многу поквалитетна музика што излезе во 2021. Рад рачуни дека ова се највртени од страна на радијата. Така да, тоа треба да се прашаат уредниците на радијата кои Што бе, нормално. ги пуштале овие песни. А и за крај Late at Night, Роди Рич, одлична песна, радиски бенгер. Стварно ми е криво што кај нас не ги третираат мејнстрим радијата овие песни, бидејќи песни како Late at Night, Heartbreak Anniversary, What You Know About Love, Your Mind Still би влегле многу добро во ротација секојдневно и преку ден и навечер и Да. R&B песни квалитетни, модерни, добри. Тоа е добро. Овде нешто што приметив на листава е дека од 10 песни имаш добри 4 кои што се R&B хитови. 4 се R&B, дури Calling My И Phone Calling My Phone Black, може да влезе таму, да. така тоа ги Пет. прави 5. Да. Од 10 песни R&B is back in business и тоа многу ми се свиѓа дека стварно си добива подем. Има многу женски артисти кои што го третираат. Савири извади нов албум, Summer Walker. Има феноменални артисти, женски и машки кои што го третираат жанрот. Многу е добро. Многу ми се свиѓа. I'm all for it. Стварно поштојам R&B. Онака убаво ми е кога луѓе користат вокални способности да во хип-хоп елемент да го направат тоа. Тоа е R&B, од таму и потекнува. Многу знае да биде различно, многу знае да биде бавно, знае да биде брзо. И било кој тип на R&B ми прави мерак многу и мило ми е дека гледам 5 од 10 песни од најслушаните во хип-хоп и R&B, 5 да се R&B. Бидејќи секад и од секогаш R&B имало онака било у позадина и сега чувствувам некакво порамнување на работите, некаков баланс и многу ми се свија. Го предвидевме ова уште лани ова време, така да очекувате камбек на R&B се повеќе и повеќе. Иначе ги чекаме Spotify Rap 2021 да видиме што сме слушале. Јас сум сигурен дека ќе ми извади дека сум слушал многу поише подкасти на претходните години, дека 2021 стварно поминав во слушање подкасти. Тоа ми стана нова навика на некој начин. Али кога ќе искочат би требало да искочат оваа недела или следната, одма ќе направиме. Па и ние се спремаме ќе анализираме и ќе даеме ние наши поднаводници награди и ќе извадиме кои се нашите најслушани артисти, проекти, стилови кои што направивме нешто лани. Така да чекаме Spotify Rap со нетрпение да видиме што сме правеле. Да. И ја чекам за да можам да го рестартирам историјата во Spotify. Ја уште се двоумам тоа. Ја уште се двоумам дали да го направам. Не знам дали сакам фреш старт онака од сите ствари. Ќе видиме. Мене ќе ми треба оваа година, ќе видам како ќе го направам, али ќе го направам сигурно. И мора, освен Spotify Rap, треба и знае, тоа исследува, лани беше истото, ова година нема да биде поразлично. Ќе кажеме за нашите топ 10 артисти, топ 10 нови артисти, од глобална музика што имаме слушано, се што ни фатило во годинава, ќе го ставиме на листа, ќе збориме за тоа, ќе објасниме зошто е тоа така. Ја едва и чекам искрено, бидејќи стварно има многу албуми кои што инаку и не би ни можел овде да ги спомнам, не дека не можам, но мислам дека нема да значат никому, но тоа ќе биде момент бидејќи мене ме значат, ќе кажам дека ова биле моите и мислам дека и луѓе ќе бидат и не изненадени, ама онака на еден начин неочекувано ќе биде за кои ми се стварно мене топ албуми за 2021. Ќе направиме тоа, едва чекаме, очекувате не, следете на Инстаграм, ќе се активираме малци на фит, ќе се активираме малци на стори. Стигаме до крајот на 32-та епизода на Pandemonium Radio Show. Пред да се одјавиме, мора да даеме почит со респект, омаж до Вирџил Абло, кој Апсолутно почина после полого борба со рак предвадена. Многу лоша вест, од нигде никаде, уште една лоша вест, онака унерала попладне гром од ведро небо. Ја ќе бидам искрен, ќе кажам дека Вирџил Абло за мене не значи премногу како човек и како уметник. Ја го почитувам тоа што ги има направено.
огромен е неговиот импакт и тоа што се види кога почина дека многу луѓе го кажаа тоа. За мене лично не е толку голем бидејќи мене лично директно не ме инфлуенсирал на некој начин, можеби индиректно со неговите ствари, но се разбира почива во мир и респект и сигурно неговото легаси ќе живее и понатака. Дефинитивно, rest in peace Virgil. Сваќам неговата големина и секад, например, знаеш како чудно е кога сме збореле за Virgil и у помал круг на луѓе, кога сме збореле и за Off-White и за неговиот потек кон што замена у Louis Vuitton, стварно е монументално бидејќи многу луѓе почнаа да знаат за Virgil од Off-White и хајпот што се створи на почетокот, значи таа hypebeast ера и тој hypebeast момент каде што се што беше ставено у quotables беше монументално, но Virgil, не знам дали се сеќаваш, но во самиот почеток со A$AP Rocky и со се тоа што следуваш и тоа што ја начна да биде оваа декада таква кој што беше, тој беше на чело со Pyrex Vision. Целиот тој аутфит, сите тие ствари и Fear of God и сите тие работи, целата естетика околу трап културата на почетокот беше заснована на ствари кои што Virgil ги има направено. И тоа беше многу добро. Значи Good Fridays, кавер артот на Virgil. Прв пат за мене исто тоа го имам зборено со еден знам дека го знаеш Пацо, еден одличен графички дизајнер кој што работи за Комплекс и го имам зборено и тоа се најдов, не знам зашо ми врати уопште на Инстаграм зборевме за тоа и ми вика кој ти е омилен кавер арт. И во тој момент мене ми беше омилен Good Fridays, бидејќи ја студент на архитектура ми интересираше 3D. Во тоа време, во 2012 Good Fridays беше изваден, кавер артот е направен и Watch the Throne заедно и тие се двете се извадени со 3D модел. Тоа не е вистинско, тоа не е цртано од графички дизајнер. Извини, како се викаш албумот од Good Music? Со ангелот, каверот со ангелот. И Watch the Throne албумот, тие се два од 3D модел, ги има правено Virgil и онака за мене е потек каде што е out of the box thinking, каде што почнува јиза се овде. Има некои моменти и во самата култура, не ни мора да е преку фешн, бидејќи тој сепак на крајот на денот е архитект и многу ми е мило дека никогаш не го изгубил тоа и цело време си го збореше тоа. И ќе морам да признам еден од ретките луѓе, ја не пратам, ако на пример не се твои сетови или на пример на DJ Nesty, ве слушам пошто ви ја поштувам селекцијата. Virgil е еден од ретките луѓе кој што и беше DJ меѓу другото и му ги слушав неговите сетови. Не знам зошто секад имаше по некој джем да најдеш во неговата музичка селекција. Слушаше многу клипс. Ме наврати да слушам ја клипс поише и онака сето тоа што го има постигнато го има базирано и го има референцирано. Тоа е многу добро кај Virgil, кај што ја не би рекол дека он е феноменален дизајнер, ја би рекол дека он е еден од најдобрите луѓе и артисти кои што може да референцираат ствари. Значи, да бидеш архитект и да бидеш дизајнер значи да знаеш многу од уметност и од све и да влечеш инспирација и да ги референцираш на правиот начин. И мислам дека Virgil го многу правеше и затоа многу луѓе го земаат тоа за копирање, бидејќи и логото било од Глезгов Airport или од нешто. Не, тоа е референцирање и тоа е реинвентирање, као не постои нешто оригинално во уметност и во архитектура, тоа мора луѓе да сватат. Само постои добро референцирање и Virgil го правеше тоа на најдобро ниво и затоа никој не може да му го одземе тоа и според мене заради тоа ја што сметам тој каков човек, а не бидејќи ја колку и да не ми се свиѓате, Off-White никад не би стајал на мене. Никад и да можам финансиски да го издржам тоа, никад не би стајал, бидејќи тоа не е за мене, но визијата и за брендот и неговиот work ethic и од каде доаѓа и кои ствари ги референцира и па дури и Pray for Paris и West Side Gun од каде сето доаѓа. И тоа за мене е монументално и затоа е таков човек каде што е многу почитуван од културата и се го зеде сето тоа. Тоа е тоа, брат, и мене тоа што најмногу го поштувам е тоа што е мултидисциплинарен и тоа што функционира на различни сцени, што викаш ти референцира ствари, значи онака од фешн у Париз до реге култура на Јамајка, до електронска музика на Ибица, до Нью Йорк, Kanye West, Louis Vuitton, значи се онака, секој човекот има познавање, има знаење, респектирање, од секој црпи инспирација и тоа го претолчува на најдобар можен начин. Сега, DJ сетовите ги спомна, сигурно има добра селекција, миксањето беше подпросечно. Катастрофа. И
убаво кажа тоа Вирджил Абло беше едното ние први продукти на хайп бистингот. Јас сум многу против хайп бистинг. Не е тоа нешто против него, него секогаш сум го гледал малце со тие очи као се што ги излезе са Вирджил се окей. Да, сваќам, Не е но окей. затоа дефинитивно и се слагам со тоа. Но ја би рекол поише го гледам него кој индивидуа и затоа што тој што стои за неговите принципи ми беше многу добар и многу инфлуеншал за културата, не конкретно за мене бидејќи Дефинитивно. за тоа што го прави мене за неговиот work ethic и за тоа што тој го референцира и за како зема еден пример и прави нешто сосема друго, да, кој архитект на професионално ниво апсолутно, но вака лаечки слушајќи музика не, гледајќи дизајни на Off-White дефинитивно не, но само го поштојам тоа што го прави Дефинитивно. бидејќи како и да е, колку и за тебе да е лошо, чим функционира за светов и да станеш head of Louis Vuitton, да станеш creative director е многу голема ствар. Посебно во high fashion свет каде што тоа е бел свет, ме разбираш? Тоа е еден од ретките луѓе кои што е од црнец и тука се наоѓа и успеа тоа да го изжонглира на еден начин. И читав е многу интересен текст, ќе завршам и со оваа, каде што тој на еден начин го има тој own your masters момент, каде што сега е тоа многу во подем и баш пред известно време подпишал договор за Off-White и за групацијата LVMH, која што и Louis Vuitton спаѓа нели под неа, и подпишал само distribution rights, само добил акцес до фабриките кои што ги користи Louis Vuitton, но фабриката ја преместил на неговата фамилија, што значи дека неговата фамилија и неговите деца ќе јадат цел живот од тоа. Ме разбираш, каде и да иде Off-White, ќе припаѓа на нив без разлика кој да е креатив директор. И тоа збореше дека брендот не се вика Virgil Abloh, се вика Off-White. И тоа му даде него момент да тој може неговото сопствено име, ко Virgil Abloh, да се го користи во музика, да се го користи во архитектура, да го биде поврзан со Kanye, да биде поврзан со дизајн, бидејќи не велиш Off-White го дизајнираше новиот Yeezus кавер, туку Virgil Abloh. Но Virgil Abloh го има Off-White, Virgil Abloh го има и Louis Vuitton и тоа е многу добро. Не е Marc Jacobs, не се такви некои артисти кои што си имаат свое име и доколку тоа падне си брендиран ко дека си пропаднал и Off-White да пропадне, секад можеш следен бренд да биде нешто друго. Ти дава креативна слобода и ти дава. И тоа е многу добро за место човек, за функционирање. тоа се што има направено низ сите тие години што тој творел онака, бидејќи еве да кажеме дека творел активно од 18 до 41. Тоа е многу ствари да направиш ти во толку краток период и тоа е само за почит и пак ќе кажам rest in peace Virgil, жал ми е онака што стварно светот загуби една таква легенда би рекол и таков монументален човек каде што има премногу добра енергија околу него и беше многу сакан и почитуван. И ето, тоа е, никој не знаеш какви битки води само со себе, така да сагај да си ги својде, ето само тоа ќе кажам. Дај почитувај во секој ден и секој околу тебе и cherish the moment to the fullest, така? Cherish the day by Шаде. Дарко ја мрази, ама shout out to Шаде. Тоа е тоа, со ова завршуваме 32-иот подкаст Пандамониум радио шоу. Фала ви многу за вниманието. Пишете ни како ви се свигаше, пишете ни ваш коментар на YouTube, subscribe, like, share. Слушате ни на Spotify во аудио формат. Пишете ни на Instagram како ви се свига новиот формат и едноставно пишете него сакате да збориме за музика или било што. Јас сум Дарко Айрис Креч. Ова е мојот човек Try Check It Activity. Се одјавуваме до следна среда. Поздрав. Чао, чао.